Со две деца и едно на пат, семејството Рашидови не знае како ќе преживее секој следен ден. 38-годишниот Фадил вели дека во моментов немаат ниту дом. Еден хуман велешанец се согласил да им отстапи свој простор за да престојуваат извесен период, но Рашидови ги плаши најавата дека наскоро ќе треба да започнат да плаќаат кирија. Нокпа ја поминавме под мостот, кај паркот, по 25 мај, тука. Барајќи помош од секаде, се обратив ни секаде во Велес, барав работа, барав помош, баравме куќа. Пред неколку дена Рашидов поднел барање за социјална помош. Пред извесен период добиле еднократна помош од Центарот за социјални грижи, која не стигнала ниту за да ги прехранат децата. Немаат огрев ниту храна. Фадил вели дека побарал работа на многу места, но никаде не успеал. Било каква работа да ми понудат, јас сум способен. Физички и физички. Ни секаде барав помош, никој не ми спружи рака. Фала му на... Што живеете? Живееме од континери. Јадиме, пиеме од таму. Неговата сопруга е бремена во 5-ти месец. Храната за децата им е главен проблем, поради што помалото дете има континуирано слаба крв. Му давам млеко, ако донесе нешто од кантите, го раниме нешто. Дали оди на школа? Тој оди на школа, ама сега му е срам некако да оди на школа. Нема ниту облека, ниту за храна. Децата јадат, тој испаѓа надвор. Од страм бега од училиште и иди дом. До сега неколку пати на семејството им помогнале волонтерите од Црвениот крст. Ако успее да се вработи, Фадил вели, ќе успее да им пружи барем на децата топол оброк и покрив над глава.